Сојузот на тутунски здруженија интензивно се организира да му помогне на многучленото семејство Керимовски од прилепското село Канатларци, кое во саботата за неполни 2 часа во голем пожар изгуби речиси се. Од макотрпно стекнатата животна печалба не им остана скоро ништо. Штетата е огромна, преку 100.000 евра. Изгорени се помошни простории, земјоделска механизација, патничко возило, 3 мотоцикли, но и над 4,5 тони тутун. Со тешката мака на Керимовски први се солидаризираат тутунарите од Сојузот на тутунски здруженија. Велат ке им помогнат и со тутун и со финансиски средства. Значи, вистина е направена огромна штета. И ние како Сојуз одма апелиравме тука до местното население да излези со помош, и кој колку сака да му подари во малина, во тутун, 2, 3, 5 меѓутоа тоа да не биде стихино, да се организира, да се знае како сето тоа да го направи. Значи, му кажавме на производителот дека не е сам, дека ние како Сојуз стоиме зад него, нека ќе помогнеме. Ќе го помогнеме финансиски во можност на нашите средства, така да во текот на денешниот или утрешниот ден ние ќе му испратиме некоја помош. Меѓутоа побаравме ние и помош од пошироко, значи од стопанственици, ќе побараме помош во теков на денешниот ден, ќе имам контакти со сите откупувачи на тутун. Ништо од имотот на Керимовски не било осигурано, што дополнително ја усложнува целата оваа тажна ситуација, вели Ристески, и додава дека и тука како Сојуз ќе се обидат нешто да помогнат преку платежната агенција. Јас би разговарал како Сојуз заради тоа што механизацијата му е изгорена, која се уште под гаранција, односно под добиени овие 5 години да не може да ги оттужува механизацијата му. Значи во текот исто пак ќе се повторам во текот на денешниот ден ќе разговарам со директорот на платежната агенција, тие колку може да помогне и да го одложа начинот на исплаќање на таа механизација. Инаку пожарот во домот на семејството Керимовски избувнал во саботата околу пладне, кога дома немало никој. Први на помош притекнале соседите, но огнот брзо голтал се пред себе, причинувајќи огромна штета. Од овие причини семејството кое живее исклучиво од земјоделство вели дека секоја помош им е добре дојдена, воедно апелирајќи до сите хумани граѓани да им помогнат час поскоро.